Леле. Денес е 7-ми ден во Крива Паланка. Никогаш до сега не сум живеела и работела во друг град во Македонија. Може би затоа и не сум навикната да гледам толку малку млади луѓе. Во болницата во Крива Паланка ретко ќе сретнато новороденче. Освен ако не станува збор за итен случај, децата од овде се раѓаат во болниците во Куманово или Скопје. А оние малку млади, кои одлучиле да останат тука и да формираат семејства, се принудени своите деца да ги образуваат во училиштата кои сега ќе ви ги покажаме. Ќе погледнете абсурдни ситуации, ќе видите алчност и трговија со влијание. И се тоа на сметка на грбот на Крива Паланка, која се вбројува меѓу градовите кои во наредните 20 на години можат и комплетно да исчезнат. Ќарот одека и мала клика на луѓе, добро поврзани со партиските центри на моќ од оваа или онаа страна. А во Паланка, бога ми и со двете. Прва станица е село Добровница. Личи празно. Се прашувам дали воопшто ќе најдеме некој во село, а камоли во училиштето. Здраво! Дојде, од тебе те бара. Пошто си постар од мене, побо знаеш. Ова е Тинка, пензионирана наставничка од училиштето во Добровница и една од малкуте жители кои останале во ова село. И имаше јакат на болување, имаше 200 или 600 делени, две паралелки. Леле, На 200 имаш. Малија сега, 4 деца. а што се случи? 4 деца има сега? 4 деца. 4 деца, 2 ќе искочат, 2 ќе останат и 2 првачини, дали ќе дојдат, дали не. Че било дека и деца, и смеја, и забава, и дружење, све е било. Сега нема ништо. Еве сега дојдов, никој не виде, само незе го виде. Друг никој и вас. А тие за луѓе што одат горе си поминуват по патот си одат горе. Училиштето во Добровница не е единственото опустошено во регионот. Патот не одведе кон село Луке. Ова е единствениот човек што го сретнавме по пат. Ајде, лаги. И тоа токму оној кој ни треба. Домарот од училиштето во Луке. Колку е иначе? Ово било и напред, почетно на поле напред кој ќе направи 59 година и било е многу повише деца. Сега од време на време се помалку. Оваа кон курникот не се грее, туку само овие. Да. Добро, тоа е проблематично. Кога падна тука снег, Али- колку е ладно. Ова ава чубетите големи па држат. Само овие простори се? Да. А тоалетика има? Тоалетите се надворешни. Тоалетите се надворешни. Леле. Сиромашни и отфрлени. Вака изгледаат училиштата во селата на североистокот. Средствата се малку и не се доволни да овозможат пристојни услови во овие образовни институции. А кога локалната самоуправа нема пари, товарот паѓа на грбот на децата,
кои на снег, дожд и минусни температури немаат друг избор освен полските тоалети и ледената вода од надворешната чешма. Но дали на вистина нема? Знам што се прашуваш. Од каде за чоколадо, кога нема ни за леп? Го нарекуваат даскалот од Кратово, човекот кој на почетокот на 18-тиот век го описменувал македонскиот народ. Јоаким Крчовски бил првиот кој организирал манастирски школи, сваќајќи дека во време на голема заостанатост на општеството, религијата може да биде употребена за ширење писменост помеѓу народот. Како и секој млад, бестрашен човек воден од идеи, Јоаким успел во својата мисија. Но што би рекол Јоаким кога би го видел своето име на пребарувачот на јавни набавки, и тоа на спорен тендер за луксузна ограда во едно мало, сиромашно село? Ова е една од најконтроверзните општински набавки за училиштето Јоаким Крчовски. Се направила без оглас со поедноставена постапка. Тоа значи дека не можеле да конкурираат сите, туку само оние кои ги кани општината. Меѓу срекните е и компанијата Белешков инженеринг. Тие подоцна ќе изградат најгламурозната и најголемата училишна ограда која што било кога сме ја виделе. Чини 2,1 милион денари или 35.000 евра. Целото е од камен и ковано железо. Задача е да ја обезбедува трошната колиба со полски клозети или селското училиште. Ја направила за да ги заштитат децата од влез на диви животни. Оградата има само 3 страни. Таков бил повикот во огласот. На четвртата страна стои старата ограда која што наводно представувала опасност по безбедноста. Се запрашавме, зошто баш оваа инвестиција? Се почнува со едно стварено изборно ветување. На хартија Јоаким Крчовски е едно училиште, но во реалност има 10 училишни згради распространети низ целото подрачје. Центарот на МОК на сите овие 10 училишта е на минута од општината до плоштадот во Крива Паланка. Домакин и човек кој организира работата и одлучува за квалитетот на образованието е директорот Дане Петровски. Директорот е поставен од градоначалникот. Во нашиот случај тоа е Борјанчо Мицевски. Ова му е прв мандат. Во октомври 2017-та неговите ветувања ги победија оние на противникот. Едно од нив беше и ограда во училиштето Јоаким Крчовски во село Луке. А корисникот е нашето друго лице од интерес. Белешков инженеринг, семејна фирма на кривопаланчаните Велиновски. Внукот на газдата работи во општината, како советник за просторно и урбанистичко планирање. Набавката за Луке се направила без оглас. Законот за јавни набавки дозволува нешто што се нарекува поедноставена постапка до 50.000 евра, доколку станува збор за огласи за градежни активности. Ова го спореа многу експерти. Мора да кажам дека оваа постапка со преговарање без објавување на оглас во изминатите години знаела да се користи и многу повеќе. Но сепак, факт е дека мора да се нотира дека во 2018 за 3 милиони евра се склучени повеќе договори преку оваа постапка и дека, да кажам, властите и на централно и на локално ниво мора да обрнат внимание и да видат дали можеби на овој начин не се прават или не се местат, да кажам, одредени договори. А Белешков е миленикот на сите влади и на сите администрации. Тој постојано ги реновира паланечките училишта и постојано има потреба за нови реновирања. Огради, скапи училишни тоалети кои чинат 80.000 евра, скапи игралишта, општински згради кои се распаѓаат уште по третата година. Ова не е првата ограда која тој ја гради. Со средства во висина од 1.250.000 денари се гради потпорен зид и се уредува училишниот двор во подрачното училиште на основното општинско училиште Јоаким Крчовски од Крива Паланка во село Жидилово. За оваа набавка има и кривична пријава за него и за вработени во општината. Оти Белешков оградата во Жидилово си ја правил без воопшто да побара градежна дозвола, иако се сечеле ленти и се промовирале активностите на општината дури и на медиумите. Белешков многу сака да реновира, а сите власти тоа му го возможуваат. Тој е најголемиот корисник на тендери во времето на ВМРО ДПМН и во времето на СДСМ продолжува да профитира на сметка на промашените приоритети и во нетранспарентни постапки. Се прашувате зошто е важна приказната од едно мало градче за малку пари. Локалните злоупотреби имаат национални последици. Од Обединетите нации им кажуваат на нашите власти дека постои рецепт за промена. Тоа се инвестиции во регионите, во образованието и младите. Така се излегува од затворениот круг на сиромаштија. Се спречува иселувањето на младите и се активира пазарот на труд. Ако имате работна рака, имате и економија, а тоа го подобрува животот на сите. Дали оваа ограда придонела за тоа, заклучате сами. Јас сум Деница Чадиковска, а ова беше приказна за тоа како се трошат вашите и наши пари,
во промашени приоритети, дизајнирани за ќарот на малкумина.